Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Диме е љубител на книги. Видо е Подгорец, Кочо Рацин, голта се што е напишано. Но има една книга за која тој едноставно не е возбуден. Библијата не е за мене. Зошто не е? Има многу нешто што не ги разбирам. Тоа е само изговор на мрзливец. Знам дека ќе разбереш нешто. Како, например, што? Како не кради. Леле, тоа го погоди Диме како стрела. Лицето му стана црвено и брзо замина. Дали некогаш си слушнал дека Библијата е книга над книгите? Кога била измислена машината за печатење, Библијата била првата печатена книга. Библијата е преведена на повеќе од 1600 јазици. Најмалата Библија е напечатена во Англија и е голема колку кутија на кибрид. Најголемата Библија во светот е направена од дрво и тежи повеќе од 11 тони. Библијата е најсаканата книга, но и многумина ја мразат. Автор на Библијата е Бог и околу 40 луѓе го запишале тоа што тој го кажал. Секој што ја чита Библијата и верува во Божјото слово, ќе стане нова личност. Ниједна друга книга не може така да ја измени личноста. Во Библијата има околу 3 милиони букви. Ако читаш по 4 глави секој ден, можеш да ја прочиташ Библијата за една година. Еден човек во Англија ја прочитал Библијата веќе 100 пати. Еден човек ја видел Библијата на пријател на која имало дупки од куршуми. Помислил дека тоа е лошо и подло. Кој би се осмелил толку лошо да се однесува кон Божјото слово? Бил вчудовиден. Неговиот пријател предпоставил што мислел тој. Се радувам за мојата Библија со дупки од куршуми, зашто ми го спаси животот. За време на војната бе војник и се борев на линиите на фронтот. Ползевме од ров до ров. Одеднаш почувствував силен удар во градите и пробивна болка. Што се случи? Непријателот ме нанишанил и испука куршум кон мене. Но јас секогаш ја носев мојата мала Библија во предниот джеб. Куршумот ја пронижа Библијата и само лесно ме повреди. Ако Библијата не беше таму, куршумот ке беше во моето срце. Ми го спаси животот. И не еднаш, туку 2 пати. Првиот пат ме спаси кога прочитав дека Исус е единствениот кој може да ме спаси од гревовите. И вториот пат кога ме спаси од смртоносниот куршум. Ја читам Библијата секој ден. Дали и ти го правиш тоа? Ако сакаш Библија, пиши ми. Во Библијата пишува: Твоето слово е светилник на нозете мои и светлина за патеката моја. Оваа светлина ти го покажува патот за да не се изгубиш, туку да го најдеш патот до Бог. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!